Преку ноќ денеска ја укинуваме, вие од први зимата 78% поколучени плати. 10 години не ги зголему. Централната власт години назад имаше проблем да ги усогласи општините за да може да тргне еден процес. На избори кога ќе излезете, дали на локални или на централни, звучите како да ќе направите Шведска од Македонија кога прашање екологијата, кога ќе дојдете си наоѓате цело време оправдувања, па не знам вакво бил законот, ова бил. Шведска не може да се направи за 4 години мандат во Скопје, мислам не може да се направи. Меѓутоа мора да тргнеме од некаде. Ние како граѓани мора да тргнеме од некаде. Ние како граѓани ви дадовме мандати и мандат. Мојабетот ми е до кога ќе се правдате? До кога ќе наоѓате оправдување во процедури? Па процедурите вие ги креирате, не ги креирам јас. Процедурата во закони ја пишува законодавецот. Во законодавниот дом седат вашите пратени. До пред 15 месеци имавте мнозинство. Значи можевте да седнете и речете, ова вака не иде. Па го сменивме за тоа и пред 4 години им се одземаа надлежностите за регионално управување на отпад на општините. Добро. Ги дадоа сите на централната власт. Не оди преку ноќ. Тендерските постапки се многу долги, се многу обемни. Ако треба да си ги зголемите платите за 78%, тогаш иде преку ноќ. Не се зголемија платите за 78% преку ноќ. Не се зголемија. Како не? Овиот уставен суд седна, вие укина одлуката. Иницијатива од адвокат на уставен суд за да се поништи одредба која што наводно не била уставна. Дали преку ноќ беше укината? Кога донесе уставниот суд одлуката. Па тоа е преку ноќ. Денеска ја укинуваме, вие од први зимата 78% поколучени плати. Која што 10 години не ги зголемуваше платите на функционерите.